Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години, така речено, ги посетувам овие наши убави македонски села. 30 години постои серијалот Забравени. Но исто така да напомнам дека околу 20 на години неуморно го крстелам поречијево, горно и долно поречие. Почитувани мои, пред едно 20 на 30 на дена, додека се размислував кое село да го посетам во поречието, некаде, така да речем, пред 20 на дена, на мојот телефонски апарат ми се јави мојот пријател Тоше од селото Могилец. И ми рече овако едно: Зоране, ајде, гале, ајде мачна душо, ајде дојди еден ден во селото Могилец. Што се вика, му реков, ќе дојдам. Ме праша кога. Јас вака му реков, кога Господ тоа ќе окажи. Сполајмо на Бога, сполајмо на според Господовото провидение, ден пред самиот празник Свети Телалеј, меѓународно попознат како Свети Никола Телалеј, пред самиот заслог дојдов во селото Могилец, оддалечено од општинскиот центар Македонски Брод, некаде околу 10 на километри, каде што се разбира, по покана на мојот пријател Тоше, наминав овдека да дојдам, а самиот мој пријател, кој што Тоше, освен тоа што ќе ми биде мој домаќин, туку ќе ми биде водич во селото Могилец, каде што заедно со преостанатите мештани од ова село ќе ни ги раскажат приказните што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на ова село. А сето тоа ќе биде преточено во ова документарна репортажа во две продолжение. Почитувани мои, одам во селото Могилец за да ги посетам мештаните од ова село. Се гледаме таму. Добро утро! Тоше ми треба од Могилец. О, добро утро! Јас добро те најдов, ти си Тоше кој се слуша на телефонот. Така, дојдовме тука во село. Дојде и денот. Така е. Така, овие се твоите суселани. Димче Ковидовски. Јас сум Зоран, продукција Марио Филм. Мило, јас сум Зоран. Мило ми е кога одам по селата да видам вака и млади луѓе. Оти што вика старите, сите оние приказни што ќе ни ги раскажа мештаните од селото Могилец, ќе останат во колективната меморија, не само на младата генерација од селото Могилец, туку и на македонскиот народ, во таа колективна меморија, за да не бидат тие приказни за историското битисување на ова село, во природни заборават. Тоше, ќе одиме? Ајде, како постар одиќе, прво домаќинот, а после гостите. Одиме, ајде, одиме. Почитувани мои, кога ќе дојдете во поречијата, кога ќе дојдете и прошетате низ поречките села, а пред се кога ќе наминете во селото Могилец, немојте да бидете зачудени ако попатно го сретните ова, така да речам, ремек дело, овој цит кој што да знае да зборува која историја може да ја раскаже,
a ovaj cilj bil направен од стварно мајстори од селани од селото Могилец и да постои скоро 100 години без арматура, без цемент, без бетон, камен на камен и да одолева на времето. Како што напомнав, и ово е дел од оваа приказна. А се разбира, како што напомнав, одовде продолжуваме со приказните што ќе ни ги раскажат мештаните до ова село, а се до тоа ќе биде проточено во оваа репортажа. Ете Тоше, сме тука на влезо на селото. Ти си, така да речам, првите меѓу еднаквите помладата генерација кои што ете тука, доаѓате во едното место, ги одржувате корените. Вака се едно орчиго да те прашам. Што е тоа што те влечи во село да дојдеш? Прво сум тука роден, тука сум израстен и така го замислувам мој дом, ова село, преубаво село. Така. Кога ќе прочиташ низ селово, ова село сепак е живо село. Значи има и куќи обновени, старите куќи овој се чуваат, асфалтиран е патот, значи не е село без асфалтен овој пристап, но за викенди има доаѓа 25 жители. Така, но едно да прашам, многу пати по социјалните мрежи, ете наши соселани од Поречијата, ширум Македонија, па нашите села, прашуваат дали може да се најде некое местенце, ете да речам, во Поречијето, ете да напомнам тука во Могилец, кој што сака да направи едно свртилиште, да направи една викендица, да направи овој како се вика речи го, ете, да биде почетник на реобновата на селото Могилец. Може слободно, јас имам 7000 квадрати тука. Јас себе, например, давам на луѓе што сакаат да изградат викендичка до 200-300 квадрати поклон. Значи поклон да изградат, само да се развие селово наше, да има луѓе, народ. Сега вака едно би рекол, за секој оне што сака да намени по селата нашите македонски, да направи викендица во нашите села. Ова место, што се така позади мене, ова место е 7000 квадрати мој. Така. Меѓутоа, овај ги интересира, да речеме, инфраструктурата. Пристапен пат. Пат има пристапен. Така. Вода, бунари само, моментално. Така. Ќе има, поскоро се е во тек за водовод од Сушица, за да ни донесат во село. Колку има, да речеме, живи куќи овдека во селово? Значи, селото живо е. Живо е само 6 луѓе моментално што живеат, иначе 9 жители се водат на список. Така, меѓутоа има еве кога патувам низ села наши македонски, има доста луѓе кои што овие кои живеат во градот, меѓутоа си има и лични карти на родното село. Да, си има. И овдека има, што се вика. Ајде малце оврчи го една географска местоположба, колку е кај се наоѓа селово, колку е далеку од од Македонски Брод, кој му се овој села така, што луѓето порано живееле овде? Соседни села на селово се Калуѓерец, Модришта, Влак, Инче и Старо село што нема ни еден жител. Така. Колку е далеко од Македонски Брод? Далеко од Македонски Брод 21 км. Меѓутоа вака сега ориентационо, ако гледаме овој дел на Поречијата, повеќе овој гравитира према Скопје, да, отколку према Прилеп и према Кич. Километри од Скопје до Могилец. Така. Тука и
надморска висина 730 метри надморска висина. Так. Што може да речеме секој посетител, љубител на руралниот, планинскиот, селски туризам да посети овдека во во околината на селото Манастирец? Тука се наоѓа и Црква, односно манастирот, црквата прво в село, Свети Архангел Михаил. така, А до помала река долу, 3 километри позади Ридов, тоа се наоѓа Воскресение Христово, Велингден, манастир. так. Меѓутоа тука е близко и Поречкото езеро. Да, и Поречкото езеро. Колку од овде отприлика ова е далеко? Прилика 40 километри. 40 км. Меѓутоа, значи, Можда и нема толку сега, Так. да грешам, ама тука, не, Так. 30 ама има убавина. убави. Так. Вака едно би рекол, твоите соселени не чекат. Да, ајде. Ајде полека. Ние како ќе кажем. Так. Так. Тоше, кога се договоравме да направиме репортажа за село Могилец, така овој очиго во муабетот си ме праша од кај се зорам родом, ја те реков од Рилево, а ти ми напомнал дека од ова село Могилец Рилевчани имаат снаа, така речено. Како се викаше ова, да речеме, тогаш во тоа време, момата од која фамилија беше и како се викаше, да речеме, домајчино, незин, кој што се омаше во Рилево. Мовата се викаше Стана, нашето дете, омажене во Рилево за трај. Иначе потекнува од оваа куќа. Овдека може да видиме камерата го забележи тоа дека оваа куќа е правена 1940 година. 1940 година, значи тогаш има 65 години. Мајстори биле, слушај. Дури вака едно, ќе речам, Трајан беше хармоникаш. Да. Со Мустојче беше. Двајца сина има, Сашко и Жарко. Да. Кој ќе ги видам, доаѓа Трајан често пати овој село, кој ќе му рече, и ќе му се јавам на телефон, ќе му речам, Трајане, абе, дој да видиш овдека од кај ти вие овој невестата што вика. Корено. Што вика старите, од кај ти е жената, таму ти е фамилијата. И стварно не си погрешил. Абе, у Бању, убаво село Могилец, за разлика од нашето село Рилево. Абе, нашето село е Рилево, убаво, што се вика, нашето е полско, ама ова е убаво поречко. Планинско. Планинско. Ќе одиме полека? Ајде. Ајде, полека. Напомнам дека во селото Могилец, како и во другите села во Република Македонија, освен водоводот што сега ги права водоводите, порано се снабдувале со вода за пиење. Од бунар. Така, колку бунари има село отприлика? Отприлика околу 50. 50. И 3-4. Така, Скоро секоја куќа бунар. така, одека имаме, ете го еден бунар тука. Како му е името? Чие е бунар? Од кај фамилија? Првата куќијата мој Александрија покојни, син Так. негов Коцевскоп. Така, од која галабија, како попрека фамилијата? Тој презиме не ми текнува презиме, како му ема Александрија татко. Так. Так. И бунар. Колку отприлика се длабоки бунарите одека, на колку метра вода има? Сите се 8 метра, 9 метра, 10 метра, која ова висина 730. Так. Висина 700. Сето зидано е. Сето зидан. И тоа е мајстор. Мајстор лак. Нема зидан, не зидан бунар. Так. Значи без лаптоп, без компјутер, без бетон, без арматура, Без стали се стотини кусур Камена, години. Так, стотини и кусур години. На времето има горе грлучници, така се нарекува. Сантрач. Сантрач, така. И тоа било мајстор мајке да го направи. Да.
Така, така. Кога патувам низ селата во Република Македонија, кога ќе дојдам во било кое село, го наоѓам она старо класично сред село, но меѓутоа кога ете одека дојдов во селото Могилец, тоа старо класично сред село, така да речам, го немаше, затоа што старото одобно му има стапено место на новото. Ова площадче овдека наликуване на урбано катче, каде што може да му позавидат и големите площади во големите градови во Република Македонија. Ајде се, дури едно би рекол тоше, ова сацел овдека има и свое име и ќе може ли малку да се присетиш како изгледаше сецелото пред едно да речеме 5-6 години и која беше мотивацијата ете ова да биде вака убаво направено? Ова село, обислам ова сред село го викае Мегдан, така старите го викаат и ние ден денеска го викаме Мегдан. Местото кај што се наоѓаме. Овде игравме како деца, клиска. Овдека се собира младите, за Великден, за Ѓорѓијан, за Спасоен. За Дуловден, дедо покој татко на мајка ми свиреше на гајда, баш се сеќавам бев јас 6 години. И така имаше народ, сосем ни весела доаѓа на гости. Убаво беше, ali сега нема народ. И како беше, која беше идејата, кој беше овој иницијаторот за ово вака да се направи? Лично јас и супруга. Така? Пред колку години ова го направивте? 2021. Мислам го правиме 2020-2021 завршили и 2021 го светев. Тоше, како што напомнав, овој площад, кој што името му е Мегдан, има и дел од историското битисување на ова село, а исто така и дел од историјата на македонскиот народ. Ке може ли повеќе да ни опишиш што се тука се наоѓа? Александар Македонски, знаме го Кутлеш, Гоце Билчев, Пито Гули, Даме Груев, Јане Сандевски, Никола Кар. Така. Се овдека имате едно заклуче, така? Така. Како параклич, што се вика. Се овдека нова спомено бележје кога е направено и по кој повод? Ова е направено негде 2018-19 тука негде, по повод на борците од 41-45. Так. Дедо ми Стојанче, Секуловски, со селани Левтер Радевски, Стево Радевски, Миливој Синадиновски, Тоде Миладиновски и Живко Гиновски. Сега вака едно. Стојанче, татко, овдека пишува вака. Стојанче, татко, Мирко Секуловски. Ќе може ли да ни го прочиташ што пишува на својно обележје? Стојанче, татко, Мирко Секуловски, роден во село Могилец во 1922 година, борец во првата македонска косовска ударна бригада. Загинува во борбите со маристите на Шарпланина на 20.11.1944 година. Одека го имате и, значи, и крстот. Може да ми кажеш кои се титорите и кога е осветен? Титорите на овој крст се Јагода, супругата и јас, Тоше Илиевски. Така? Светен е крстот на 1.8.2021 година на сред село Могилец. Со гости присутни 180-200 луѓе. Војска да ни правеше ручек за гостите и така прославувавме. Трајаната година исто си бев јаску 2022 имав околу 160 луѓе, војска да ми правеше ручек, гравче. Војничко. Да.
И така продолжува традицијата. Еве и за наредна година чекаме колуна, и за друга, и за наредна и така. Останува како обележена се тоа направеното. Продукцијата Марио филмеве се наоѓа овдека во поречието, во селото Могилец. Ти си еден, така да речем, од постарите жители на ова село, кој што ете имате тука неполни околу 80 години. Продукцијата Марио филм дојде овде да направи една репортажа за историското битисување на ова село. Ајде се вака едно, прво да ми се представиш, твоето име, презиме, од која фамилија си, како се викаше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти, исто така како се овој чего од каде беше по потекло мајка ти и народски кажано катка Корените. Така да. Така, прво голема благодарност до вашата продукција што одвоивте време, енергија и простор во вашата програма да се навратиме на историјата, на сегашноста, на ова село, на овој крај. Ја поздравувам екипата и посакувам успех во работа. Денеска можам слободно да кажам дека ова село пулсира, но со мал ритам. Меѓутоа, благодарение на вакви активности, на вакви продукции, верувам дека селото ќе добие дух, ќе добие живот и нема како да биде како разочарување дека ќе исчезне, ќе го нема или како да не постоја. Јас кој што сум благодарен на оваа продукција, сум Димче Јандрески и Димитрија Јандрески. Моите корени се од овде и корените на моите родители, Радован и Бојана Јандреска, потекнуваат од едно пошироко семејство Радевци, а потоа Јандрески, по кое што и целото мало е наречено Радеско мало. Тука се многу постари луѓе. Мојата баба е дојдена од соседно село Лупште, тука. Така да во предците се спомнуваат и други, некој Јандрија, некој прадедо Раде, така да била широка фамилија, заедно со другите. Ние сме во Могилец, на званото место, нареченото место Плоштад, или порано Мегдан. Со право си дозволуваме да го наречеме и Плоштад Сремски фронт. Зошто? Затоа што тука, зад нас, ќе ги видиме, се наоѓа спомен плочата на 6 паднати, загинати борци на Сремскиот фронт за време на завршните операции на крајот од Втората светска војна, на кои им даваме голема почит. А Тоше Илиевски е еден од правнуците на еден од тие жртви, на тие војни. Селото има долга историја. Во пишани документи дека датира од крајот на 14-тиот, почеток на 15-тиот век, но било на друг локалитет, на едно 2-3 километра од овде, негде југозападно од ова место. Тие мештани, могилчани тогашни, доживеале на несрекна ситуација, случка на една нивна, од најубав ден, велик ден, веселба,
биле обиколени од османлиска група, значи турци, кои што одмазнички, не се знае за шо, ги дел од нив усмртиле, дел малтретирале, им се заканувале и така натаму, и од тој притисок морале да го напуштат селото, кое што, како рекол, се наоѓа на 2-3 километри југозападно од овде. Тие луѓе, тие мештани, кој каде нашол заточиште, таму отишле. Некој отишле Охридско, некој на друго место, една група отишле Битолско. И се населиле таму и по нивното населување, и таа населба се нарекла Могила. Денеска екзистира Могила. Сите знаеме, тоа е по непосредна близина на Регвитово. И долго време растело село, но носталгијата. Корените ги повлекле некои од нив, некои од фамилиите познати како Урдовци и други постари имиња, рекле ќе се вратиме нас, да видиме што е со каде што биле можеби нивните предци. И така дошле, но не на истото место, туку во ова каде што сме сега. Иако немало некои многу поволни услови за живот, немало поле за обработка на земја, за храна и така натаму. Најважно што немало ни вода. Жива вода нема, меѓутоа селото има повеќе од 20 на бунари. Секој каде што ископал бунар има вода. Така да се снашле на тој начин и така почнало селото да екзистира на нова локација, каде што сме сега. За тоа зборуваат за таквата миграција и други фактори, така што каде што било поранешното село има црква. Таа стара црква датира според некои кажувања од римскиот период. Таа за жал е руинирана. Јас се сеќавам како дете, беше Свети Спас и на Спасовден. Сите селаните и ние децата одевме таму на еден заеднички ручек, како на пикник. Долго време постојат гробишта, многу гробишта околу неа, но имаше малку фрески кои што се познава, сега ништо не се познава, така да забод на времето ја однел. Местото каде што настрадале и каде што им се нарушила веселбата и славата на првите могилчани и ден денеска се вика Робовец. Робовец, потоа еве као заробени, као малтретирани, тормозени, раселени од тука. Така да тоа е една од историите на селото, а откако веќе овде почнува да се обновува, почнува да се шири селото, да постепено со тоа изнаоѓање на тие услови за живот, добивање вода преку бунарите и одгледување на стока, ситна стока, сточарство, кое што им било основно занимање, и многу малку земјоделие, бидејќи е ритско-планинско, ритски терен, селото се ширело, така да според едни од пописите, после војната се евидентирани помеѓу 200 и 300 жители. Кои се виканите места овде во селото Могилец? Повеќето топонима, еве, ќе почнеме едно селска нива. Зошто селска нива? Тоа било веројатно
на сите. И селска нива, па Тумба, па Лутополе, па Црвеница, па Брдарици, па Којчиници, тоа се така топоними места каде што мештаните со текот на времето си ги именувале за да знаат или па да бидат заведени во катастерите, така да биде тоа регуларно. Има еден локалитет Попарена дупка и не знам зашто така се вика и никој не можеше да ни каже зашто Попарена таа дупка, тоа да, бе ека овдлабнатина. Кога зборуваме за едно село, за животот на едно село, кога зборуваме дека во минатото богатството, односно навечер, кога ќе завршеле преку денот со работата по атарот на селото, дома кој ќе се собереле, се радувале колку дечина му се родиле, колку внучина, колку дали ќерката е омажил, дали синот го оженил и му се објагниле овците, му се окосиле јагнината. Сето тоа доведува да бројот на населението, бројот на куќите од година во година ќе го се зголемува. Кои се најстари фамилии во селово, Богданец? Повеќе фамилии така се со датираат од постаро време. Познати се Симјановци, Урдовци, Синадиновци, Радевци, Баклевци, Димовци и Крајчевци и многу други. Рековте поправо, дека основната дејност овдека во селото било стоќарството. Каде оде луѓето на пазар на времето да купат казија, сол, шеќер, што се вика оти, сите други пригоди ги имаат од собствено производство. Така, од земјоделски производи, компир, пиперка и така патличен тоа, произведувале, меѓутоа има нешто што не може да се произведе, овој зејтин, шеќер и така. Најблиска продавница место беше во Модриште. Имаше периоди кога и тука имаше, јас се сеќам како дете, една продавница, непосредно одма после војната, тоа е било 50-тите години, во која се продаваше само брашно, зејтин, шеќер, сол, газијан, бидејќи електрификација немаше во селото. А за повеќе, поголем пазар, најблиски пазар им беше Македонски Брод, а веќе во очи на некои празници, Божик или други, за некои намирници оделе дури во Прилеп. И тоа со добици тешки по 12 сати до Прилеп за набавка на некои од потребните артикли или било што. Што години имаш? 82. Како ти е името? Стојанка. Презиме? Котовска. Од каде си родом? Од овде сум. Од која фамилија? Синадиновска. Како се викаше татко ти? Иван. Мајка ти? Ванка. Таа од кај беше? Таа од Рамне. Од Рамне? Така. Домаќино како ти се викаше? Живко. Кој ти се комши овде за лошо жарно? Овде за Аце Лупче. Така. Кооперација во селово немате? Ами, за леб, за сол ти работи? Ека си уиме во Брод. Така. Што поработуваше овдека вака летно време, што се вика? Ништо си седа јас ја. Тутун ќе садиш. Да се насмееш, што се вика. Ама од него израснавме. Да, бре, да. Кој ти е куќна слава? Арангел е. Свети Арангел. Света Арангел. Рече си по потекло од селото? Да. Од кој село беше? Не, родом, така, од овде. Така. А домаќето ти беше исто од овде, така? Да. Од која фамилија беше тој?
Кочовци. Кочов. Од Кочовци. Како тезере, бегалка, намерак, зимно време, есено. Море како... Со љубов, Да, да. так. Ти направија свадба? Ага, како не. Скромно. Да се ми здраве и жива, да ми живее 100 години козо. Не така. Стотина ќе живе, али ќе... Уште не мора стотину, уште толку. Ако ги почнеме да ги броиме наназад, старите. Значи, овој бунар е познат Као стар бунар. Така. И на стариот. Овдека имаше многу голема црница со две големи гранки. Црница и ладна сенка и бегот што бил во овој крај, Турчин, со конј доаѓал од кај Инчија или од кај Самоков и право доаѓал тука. При други бунари сакал да се напие вода само од овој бунар. Зошто? Што значи има? па, лесна водата е, убава е. Многу питка, Так. многу чиста, ладна и под црницата сенка да одмори и коњот и бегот. Ето, и затоа стар бунар и ден денеска екзистира. Затоа се употребува зборот живее и му живе како бек. Да. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. По дишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот, уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, можеби ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш,
што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото.